Меѓу затворениците постои една изрека. Само гробот е полош од затворот. Тој само што го доживеал и тој што го преживеал, тој не може ист човек да биде. Тој не може животот да го гледа на исти начин. Нема теоретска шанса. Ти се доаѓа првите денови во шутка. Ми се чинише дека не можам да дишам. Да не можеш да излезеш, да не можеш да видиш звездите од рефлекторите. 28 месеци бе во шутка. Не можеш да видиш звезда. Да не можеш да излезеш да те дувне малку ветер. Она чувство да те отклучи 7 пати. Се отклучуваше и заклучуваше за да излезам до шетна. 7 пати наназад. Те оклучува, те исклучува. Бев ја со посебен режим. Можда и другите биле, ја за себе кажам, во тој период. Бев, сите имат тоа шетњата, еден полицаец и ги гледа сите шетни кај во шутка. За мен имаше посебно шеталиште и тој еден полицаец ги гледаше сите кај што шетат. За мене 20 полицајци и постојано во видеонадзор, во живо. Во собата бирото го ставија до вратата. И ако кивнев, тие ќе ме слушнаа. Секој ден, доаѓа тропат, она со најциничен начин, господин Рамковски, влеговме да вршиме претрес, да немате нешто недозволиво со законот, тарамантар. И тоа си предлачење, скоро сат и пол, 2. Секој ден, ни еден промашај. Имаше, во меѓувреме, некако се, пак комуникацијата секој ден и джелап, нека пак човечко ќе се постоеше. Видов дека тие не смеа да не ме малтретираат, не смеа да не се изживljават, тие имаат страв од Груевски. Тие имаат страв да не кажат дека луѓе вака и вака. Значи, секој ден претрес, сите тие знаат. Телефон. Секој излегување, да ви кажам, таа психолошка, тој човек е во тој сурвивал битка за опстанок страшен е. Кој ќе излезе, ја брзо ја фаќав крпата. Крпата да избришам тие дека таму кај што биле да го избришам. Да направам една разлика на чувство. Да останам жив, да не штукнам. Ќе стане првото што го прави вежбање до исцрпување. Битката за да обстанеш жив таму. За да останеш читав кој ќе излезеш. Е страшна битката. Али главното, најтешкото што ми паѓало. Ја кај што шетав, таму мислам дека минимум скоро половина од затворениците низ прозори може да ме видат. Една од прозорите таму беше Емел, ќерка ми. 28 месеци. Ни еднаш, додека шетав, не можев да ја видам. Во исто време, 28 месеци, по 30 дена рачунајте ги. Секој пат прецизно тие правеа да ја не ја видам да зборам со ќерка ми. Сите другите може да си додават, да си подаваат. Ќе одев, кој ќе дојдеше посета, ја излегувам, сите си оде негде 8 затвореника и од другата страна на таа еден плексиглас имаше, тие посетата се. Мене ќе ме земе 20 полицајци, позади седат, и жена ми или ќерка ми, секој збор што го збори, прво гледат, прво атмосфера ствара, прво психоза ствара. За да не... Кој ќе излезе во четња, тогаш еден момент и тоа се тешко да се качи на тие прозорите. И ќе корistеше, жената знае дека чекаме посета, Емел доаѓаше кај мене, кај Емел, кај Иба, кај братја доаѓаше. Кој ќе доаѓаше жената, отца, бајле, цел ден, чекаше ред.
Трябваше мене да ме посети, трябваше брато да го посети, трябваше ќерка да се посети. И кога ќе излегував, ќе рече, Емел, вие не знаете само тој поздрав. Тоа беше експлозија кај на гнев. Зашто ја успеам Па ја се радував, бе, луѓе, на судењата. Се радував затоа што таму може да ја видам. Таму можевме да се загрлиме.